Добро вечер на сите. Предпоставам сите ме знаете, аз сум Крмо Борислав, значи пратеник на Левица, кој што влезе баш од изборна единица 3. Морам да кажам дека не беше мал придонесот и на Телчево, бидејќи влеговме буквално 90 минута, се работеше за неколку стотини гласа. Аз убаво паметам ланската кампања ја истеравме онака буквално на мускули Сања, кој што е модератор тука во Делчево, буквално со незиниот сопруг целиот овој регион го шеташе и тоа е добро затоа што треба, така е најдобро уствари, гроти од нашите членови така се учат во Левица, значи ние со тешко почнуваме, оно технички и сега уште на некој начин се тркаме со големите во ова неравноправна борба и морам да кажам дека мене ми е многу мило што ве гледам овој доста голем број, сакам да кажам, за Делчево. Значи ние очигледно дека многу растеме, тоа се познава и по однесувањето на големите партии кои што една песна пеат вака јавно, а приватно тука сите ни се додворуваат и го бараат нашиот глас, посебно за втор круг, но ние не отстапуваме, ние идеме сами, како што претходно кажавме, како што стои во нашиот статут. Значи, што друго може да истакнам? Едноставно, овие избори за нас е ситуацијата да се, значи таа борба која што се случува моментално во парламентот, да ја префрлиме тука во советите. Значи, иако тоа повеќе пати Димитар го има истакнато, во нашите медиуми централната политика зема главно место, додека локалната политика е послабо застапена, луѓето не ги знаат. Советниците сега ќе ги дознаат, кога ќе влезат советниците од Левица, значи огромен дел на криминали се вршат на локално ниво, посебно околу Дупови, знаете, околу таа градежна експанзија која што се случува во сите градови. И работата е фактички нешто ново, значи ние сега да влеземе во советите и фактички да внесеме нешто ново во ова сивило кој што не убива веќе 30 години. Значи јас не ја познавам многу добро локалната политика тука на Делчево, но тоа ќе каже Сања. У секој случај сакам да ве охрабрам. Сега по низ овие каравани кои што ги водиме низ Македонија, што зборуваме со луѓето, очигледни се стегите на ово општество докаде имаат стигнато, посебно помали средини, како што е Делчево. Значи, колку е нашето општество всушност заробено, колку име на луѓето тешко да политички, фактички да се изразат. Значи, од една страна имаме огромен дел на поддржувачи, но да истапат луѓето им е многу тешко, затоа што се нели и од една страна се и врзани со работни места, затоа што нашата економија е буквално девастирана и државната економија останува еден од најголемите вработувачи. Од друга страна имаме и други начини на притисоци на закани и слично. И јас кога ве гледам тука, значи вие мора да разберете, вие сте фактички отпорот. Значи од вас ќе почне се на некој начин и како што вика Димитар, уште од порано, оно што од пред 10 години, 15 има бавено со оваа работа, со активизмот, значи ние го имаме изодено тој фактички тежок пат и сега вие доаѓате, ние ртиме буквално се шириме насекаде, ги освоивме градовите, сега се спуштаме и во помалите градчиња, во селата, во руралните средини, секаде никнуваат нови штабови на Левица. Ја тоа повеќе пати го истакнувам, значи ние во една ваква ситуација кога немаме друг начин, ние решивме да се бориме, значи институционално. Мора да разберете, ова е фактички нашата борба. У ситуација кога не влегуваме у собрани со копачи и лопати, ние кидеме на избори. И значи ова е нашата борба. Имам уште 10 дена, сите тука кои што сте членови на Левица треба да стиснете заби и да ги истераме уште овие 10 дена, што можеме посилно. Цело време го викам, нема да спиеме додека трае кампања, после кампања ќе спиеме. Сега не е ништо битно, сега е битно значи да стиснеме заби. Ние како партија која што се врзува значи најмногу на политичката традиција од НОП, тој исто го имам повеќе пати кажано, значи и 41-а не иделе сите у партизани, и луѓе на шала викат 44-та сите иделе, ама 41-а не иделе сите,
секогаш теретот на едно општество, секогаш бремето на едно време го носат едно малцинство, едно политички освестено, храбро и мотивирано малцинство. А тоа сте сите вие тука. Значи, ние ќе го износиме бремето, ние ќе ги износиме фактички проблемите и нашите и на сите луѓе околу вас, кои што за жал нема сите да се приклучат, но јас значи сакам да ви кажам да дадам дополнително еден кураж вака да кажам на сите да бидеме свесни во каков историски момент се наоѓаме и фактички која е нашата задача. И да не должа многу, јас би ја најавил нашата модераторка Сања Николовска, она ќе ви каже повеќе по програмата на Левица, со која ќе идем многу.